Почитувани слушатели на Радио Лидер, почитувани гледачи на видеостримот на Радио Лидер, добар ден, точно е 18 часот и започнува првото премиерно издание на новиот младински подкаст кој го започнуваме на Радио Лидер. Насловен Имам идеја, из низ него ќе ве водам јас, Бојан Никовски. Како денешни први гости ги одбравме нашите пријатели од Конзерватив МК, тоа е идеолошки и аналитички центар кој можам да речеме дел од граѓанскиот сектор, е едно десно движење, конзервативно движење кое се повеќе зема замав во Македонија. Би сакал да им посакам добре дојде на Филип Ивановски, председател ми се чини на Конзерватив МК, и на Давид Салтамарски. Добре дојдовте. Би сакал на почеток да ве прашам да го представите вашиот аналитички центар, да кажете зашто вие се залагате, зашто се залагате вие лично, кои се вашите активности, кои се вашите цели, кои сакате да ги постигнете, така да кој сака прв, нека повели. Еве, јас ќе одам. Пред се благодарам на поканата, Бојан. Ти посакувам многу среќа и успех со оваа нова емисија. И секако поздрав до слушателите на Радио Лидер. Како што напомена и ти самиот, јас сум Филип Ивановски, председател на Конзерватив МК. За оние кои не знаат, Конзерватив МК е идеолошки аналитички центар кој промовира десничарски идеологии и либерални економски политики. Под десничарски идеологии ги сметаме демохристијанството, конзерватизмот и класичниот либерализам, но ова може да ги додадеме и десничарските принципи како што се одржлив развој, индивидуални слободи, силен национален суверенитет и така натаму, што се однесува до либералните економски политики кои ние ги промовираме. Тука спаѓаат ниски даноци, мала влада, намалени правни регулативи и би рекол најважно од се слободна трговија со странство. Нашето членство се состои од граѓански активисти и членови на политички партии кои во главно гравитираат кон десницата и центарот. Имаме тим кој што е задолжен за анализи и истражувања и тим кој што е задолжен за организација на настани и вмрежување со други организации од Македонија и светот. Значи една вистинска невладина организација, можам да кажам, дел од граѓанскиот сектор, која действува само малку поразлично од она што го познаваме досега, а тоа е, не знам, една моја констатација дека самиот граѓански сектор е многу наклонет кон тие леви, либерални, само наречени прогресивни идеи. Значи ова представува нешто различно, нешто многу поинакво од она што досега го познаваме во овој сектор. Да, ние сме реткост, ние сме, предпоставувам, единствената десничарска невладина организација во Македонија и чест е да се биде дел од неа. И само тоа што го кажувате баш наликува на една прогресивна, можам да кажам, десница, една конзервативно движење кое наликува на оние во Соединетите Американски држави, во Велика Британија и во другите земји низ Европа. Па така би сакал да ве прашам дали имате некои надворешни соработки, дали соработувате со некои надворешни институти, со организации од други земји, меѓународни организации или било што? Ако сакаш, Давид, ти да кажеш. Здраво, Боки, здраво до слушателите на Радио Лидер. Благодарам за гостувањето уште еднашка. Накратко би додажал дека во 2018 почна оваа иницијатива за Конзерватив МК. Силни индивидуи убедени во подобрувањето на општеството се сплотија со една заедничка цел, како што нели напомена Филип. Имаме и меѓународна соработка секако. Соработуваме со повеќе десни центар, десни партнери од Европската Унија, од Израел, од Соединетите Американски држави. Исто така покрај ова бевме и гости на СИПЕК 2019 година во Вашингтон. Така да сме меѓународно вмрежени, исто така имаме буквално замисла за нешто што е модерно, за нешто што е прогресивно, да ги донесеме трендовите буквално на европската и светската десница во Република Македонија, односно да ги освежиме на некој начин. Нешто како исто така тука нешто слично како КАПА организација, како Turning Point USA. Значи ги обединувате сите фактори во државата кои имаат од центар па на десно идеолошки погледи, може да се рече. Според ова што го кажавте, добро сте организирани внатрешно во Македонија. Јас ги следам некои од вашите работи, гледам дека се работи на видеа, се работи на едукација, се работи на пишување колумни, па дури многу за нашиот портал. Сакам да ве прашам сега кој е вашиот член на вашиот начин на действување во Македонија,
односно како еден член на Конзерватив МК или целата организација се снаоѓа во едно општество кое, можам да кажам, десницата сама, сега можеби вие ја нарекувате либерално, но важи дека конзервативната десница се смета за нешто заостанато, особено од младите во Македонија. Како една ваква организација се снаоѓа во нашата држава? Како го гледате вие идниот начин на делување во тој аспект и како планирате да го оттргнете ова табу и да создадете едно движење кое ќе ги привлече сите млади без да гледаат со предрасуди токму на тоа? Еве, јас ќе кажам, значи за било кое движење секогаш потребно е движењето да се адаптира на современиот свет, без разлика дали се работи за конзерватизам или некоја друга идеологија. Нашата работа се заснова во главно на модерни начини на работа, значи преку снимање на анимирани видеа, организирани на модерни дебати, отварање на прашања што можеби останатиот дел од десниот сектор во Македонија ги игнорира, како што е заштитата на животната средина и така натаму и така натаму. Целта на сите овие активности е да се привлече што е можно поголем број на граѓани кои ќе застанат зад нашата идеја, не само од десницата, туку и од целиот политички спектар. И сега еве колку членови, на пример, број Конзерватив МК, дали сте отворени за примање на нови членови, како одат процеси на регрутација, дали има позитивен глас го бие ова движење помеѓу младите, можам да речам, бидејќи претежно сте млади луѓе до 30 години, како што прочита во вашиот статут? Така е, да, ние сме младинска организација, број на членови од прилика 20 луѓе. Нашата цел не е примарно да зголемиме што е можно повеќе членови да ни се придржат, туку повеќе да им всадиме на граѓаните во глава некои нови идеи, како што е модерниот конзерватизам што постои во англосаксонскиот свет. Така да не идеме на масовност, туку на квалитет. Значи на промовирање не дневна политика кој што се прави, туку конкретни политики за подобрувањето, да речам, на животната средина и на други аспекти од животот. Така мислам, да. едно дуи што е во нашата земја партија успеа да се ребрендира, да се сврти кон зеленилото, но тоа не можеме да го видиме кај десницата, може да се каже, не само кај нас, туку и во многу други земји од светот. Се смета како нешто кое треба да биде монопол на левичарите, односно на сите левичарски организации. Значи дека Конзерватив МК има план да го разреши ова, има план на действување. Ние доста често сме активни, допираме до младите на некој начин преку социјалните медиуми, активни сме на Facebook, Instagram, исто така снимаме и видеа, веќе имаме неколку видеа, десетици видеа. Тоа е, значи, обработуваме теми како што беше конфликтот, војниот конфликт во Азербејџан и Нагорно Карабах, потоа ги коментираме изборите во Соединетите Американски држави и многу други разни видеа кои што се еден начин како да се стигне до помладите заинтересирани. Начин на визуелно прикажување на работите за полесно да можат да бидат објаснети во кратки едукативни видеа. Да. Сега кога спомнавте надворешна политика, видов дека е направен за конфликтот во Нагорно Карабах, кога беше актуелен, беше направено за Венецуела и незиниот економски раст. И сега би сакал да ве прашам за кои се надворешно политичките погледи на Конзерватив МК, како гледате, ете ги споменавте и председателските избори во САД, кои знаеме како завршија за светската десница, но може да се каже дека тоа длабоко влијае на европската десница, бидејќи тоа се стварно големи глобални игри врз кои некој не може да влијае. И како се гледа, на пример, на изборот на Џо Бајден во Америка, како се гледа на новите односи помеѓу американската и европската десница, на републиканците во Америка, на десничарите во Европа. Кои се вашите погледи на овие прашања? Кој би сакал да одговори? Еве, јас ќе одам прв. Значи, во однос на нашите надворешно политички гледишта, Давид малце ја научна на оваа тема, но еве јас ќе ја комплетирам. Значи, Конзерватив МК има воспоставено блиска соработка со партијата на европските конзервативци и реформисти во Европскиот парламент, со меѓународната фондација New Direction, основана од Маргарет Тачер, и Меѓународната демократска унија со седиште во Минхен. Најново од март годинава Конзерватив МК и официјално стана асоцијативна членка на European Young Conservatives, тие се европските млади конзервативци и воедно најбрзо растечкото десничарско движење кај младите во Европа. Значи ние сме во близок однос со европската десница, а што се однесува до нашите гледишта по прашањето на САД и Европа, значи морам да кажам дека европската десница традиционално негува блиски односи со републиканската партија во САД
особено ова дојде до израз за време на мандатот на Доналд Трамп, кој меѓу другото во 2017 година чином го испрати Стив Бенон во Европа да работи на обединување на десницата во Европа. За жал, овие напори не вродија со плод и излезе дека разликите помеѓу европските десничарски партии се преголеми за да бидат премостени, што не значи дека нема да се деси во иднина. Всушност и политичката култура е различна дали се гледа во Соединетите американски држави или во Европа, што значи дека 4 години, ете можам да кажам, на мандат на Доналд Трамп може не дека е неуспешно, туку е дека е недоволно време да се имплементираат тие работи. Сега кога спомнавте таа тема, актуелни надворешно политички прашања се прашањата на пример со спорот помеѓу Америка и Кина, каде што се води борба за кој ќе стане можеби идната светска глобална суперсила, односно кој ќе го заземе тој примат во економското поле, во военото поле и во сите други области. Кои се вашите погледи како десничари, можам да прашам на овие прашања, на продирањето на САД во Европа, рековте дека имате нели соработка, но како гледате на процеси како влезот на Кина на Балканот, може да се рече, не само на Балканот, туку и низ целиот свет, односно се поголемата експанзија на кинеската држава и промовирање на, можам да кажам, авторитарни вредности во одредена мера, можеби не во економијата, но во останатите аспекти секако дека да наспроти една слободарска држава како што е САД. Кои се вашите ставови кон Кина, како гледате на пример на потенцијално големо влијание на Кина во Македонија и слично? Така, па Боки, може пред се да се каже дека Кина повторно се враќа на голема врата. Имено после развојот на Европа, поготово со индустријските револуции, да даваме на кратка историска перспектива, Кина се враќа на голема врата и тоа поготово поагресивно во последните 20 години. Тоа е држава несомнено со огромен капацитет, како човечки, географски, од секој аспект. Е дефинитивно една од трите најголеми играчи во светот. Поготово и економски, воено може да заостанува позади Соединетите американски држави и Русија, меѓутоа економски дефинитивно оди во паритет со САД. За Кина, отварањето на Кина нели доаѓа од 70-тите години па навака со економското чудо што го направи Ден Шаопинг, која замени она тврдо маоистичко јаздро. Така е и Кина ги увиде благодетите на капитализмот. Несомнено дека Кина е цивилизацијски нешто многу различно од Западот. Нема сомнеш во тоа. Да, кинеската економија сега е отворена, делумно се уште постои голем државен интервенционизам, меѓутоа функционира по принцип на некои главни капиталистички структури. Меѓутоа од аспект на политика Кина е дефинитивно еднопартиски систем и е нешто што е многу различно од Западот. Кина, поготово во оние 70-тите години, кога Ден реши да направи своеврсна игра со капитализмот, кога направи едно селце, кое што тогашка имаше некаде околу 70.000 жители, денеска 11 милионски град Шензен, буквално се случи бум на капитализмот во Кина, се метастазираше како, ајде да кажем, како буквално во сите пори на општеството. Кина има свое влијание и на Балканот, секако, дури може да се каже и според одредени геостратези дури поголемо од Русија, продира економски. Во Македонија се уште не толку како во другите држави, меѓутоа дефинитивно игра големо влијание. Тука нели и од појасот и патот иницијативата 17+1, каде што има видливи резултати. Мали држави како Македонија во смисол со популација и со територија и со, ајде да кажем, во некоја рака поограничен капацитет, може да извадат некој мал бенефит, меѓутоа мора да се иде многу предпазливо со тие, затоа што имаме веќе некои доста негативни примери, како што е Црна Гора, како што се одредени азиски држави. Би сакал баш да се навратам на тие конкретни примери. Потоа, но моето првично прашање би било дали еве Кина може да се смета за една капиталистичка земја налик на овие во западниот свет, како што кажавте, има многу различна култура од Западот, се развиваат различни вредности, се владее, можам да кажам, авторитарно, да не речам тоталитарно, освен економијата што е слободна,
граѓаните ретко и да уживаат некакви слободи и права во своите животи. Цензура на интернет. Цензура на интернет, мислам дека има и систем на бодување на граѓаните за тоа како ќе живеат, кои обврски ќе ги извршуваат и слично, што Беше пуштен во експериментална фаза, да. мислам дека тоа стварно представува еден удар кој може да се види дека нели се манифестира со избегнувањето на истите политики во Хонг Конг, во Тајван, во тие земји кои избегале од кинескиот еднопартиски систем. Така. И сега како една таква авторитарна држава би можела да се вклопи во западното општество, како би се вклопила во Европа, бидејќи ова може да се каже континент кој почива врз слободата, врз либерализмот и врз начела кои се сосема спротивни на она што се случува во еднопартискиот режим кој екзистира таму. Значи, ја би додал дека Кина економски гледано е некоја мешавина помеѓу социјализам и капитализам. Значи да, има приватен капитал, тој функционира, но сепак државата и државните предпријатија ја играат главната улога во нивната економија. Политички гледано, Кина е, нема дилеми, авторитарна држава, во која влада едноумие, значи едно партиски систем на комунистичката партија на Кина и значи има повеќе надворешно политички прашања како што се Хонг Конг, Тајван и некои внатрешно политички прашања како што се Тибет и регионот на ујгурите, каде што Кина владее со едни репресивни мерки, значи не се приоѓа на демократски начин, има масовни затварања, масовни апсења и така натаму. И сега, таа велесила Кина пробува да продре надвор од незината природна сфера на интерес, значи да влезе во Европа, Африка и така натаму. Во главно она го прави тоа преку така наречената иницијатива Патот на свилата, односно Појас и пат. Тоа е иницијатива со намера да го возобнови древниот пат на свилата преку изградба на инфраструктура од Кина преку Централна Азија до Европа по копнен пат и преку Југоисточна Азија и Африка по морски пат. Сега, по-конкретно за Европа, би збореле за иницијативата 17+1 за соработка со Централна и Источна Европа. Кина пробува преку доделување на големи грантови и преземање на компании од регионов да продре економски, но тука е главната опасност, бидејќи оние кога влегуваат економски сакаат подоцна да го искористат тоа економско влијание за да ги промовираат и унапредат кинеските национални интерес. Пример имаме пристаништето Пиреја во Атина. Значи, само по себе е скандалозно главното пристаниште во Грција и едно од главните пристаништа на Европска унија да е под контрола на Кина. И тука имаме, значи, директно навлегување во сферата на интерес на Европската унија. Работата е што Кина не може да ја осудуваме, они си работат на својата стратегија, на имплементирање на својот план. Можеме да упатиме критика кон Европската унија и Западот, бидејќи тие се неми на све ова и некако не гледаме некој контраодговор на оваа кинеска иницијатива. Токму тоа сакам да прашам зошто, дали има некоја конкретна причина зошто западните сили не би делувале, бидејќи има од едната страна, можам да кажам, апологети на оваа кинеска политика на давање тие големи финансиска помош, кои велат дека тоа всушност ги помага малите земји да излезат од сиромаштија. Се вели бидејќи стварно тоа се огромни суми на пари, им градат пристаништа, градат автопати, мислам дека и во Црна Гора имаше пример каде што еден автопат е изграден од страна на кинезите, не е довршен и кај нас може да се рече исто од кинеска фирма, но причините мислам дека се сосема поинакви. Сега, кој го дозволува тоа влијание да продре, дали западните сили, не знам колку разбирате, дали имаат некаков механизам да го спречат ова, дали постојат механизми, бидејќи последните вести кои ги прочитав од Црна Гора е дека Европската унија не сака да го исплати нивниот долг. Постои тука резерва од Западот, меѓутоа има и некои други причини. Накратко, само да се надоврзам околу претходната тема што сакав да додадам во врска со, на некој начин под наводници кажано, цивилизацијските разлики помеѓу тие две големи цивилизации, со Западот и Кина. Видете, денеска од политички аспект Кина, да кажеме, е држава која што екзекутира највеќе луѓе од сите држави заедно кај што се применуваат смртни казни. Имаше често тоа го користи на меѓународна сцена како
некој начин преговори. Ние имавме канадски турист кој што беше екзекутиран во Кина наводно за Шпионирање претпоставувам. Тоа и беше обвинет за поседување на нелегална супстанца во многу мала доза, меѓутоа тоа не беше многу транспарентно кажано. Секако дека тоа е друг политички систем, функционира од политички аспект многу различно, со репресии на религиските слободи, со многу други репресии. Една смешна анекдота која што испадна во западниве медиуми беше баш за Вини Пул мечето, е забрането во Кина, пошто тоа ги потсеќа на кинескиот председател. И сега знаете, тоа кој го председател така. Да, и сега мислам генерален секретар на комунистичката партија сега. И сега знаете како тоа за нас е предмет на посмев. Во тоа Кина е... Но сепак тоа има големи импликации врз какви се слободите на граѓаните. Сакав тоа да го дадам како пример колку е голема разликата помеѓу двете цивилизации во политичките слободи. Инаку да се надоврзам во однос на кредитирањето на Западот и таа тема за прашањето. Дефинитивно, да, Европската Унија, односно Брисел одби да го покрие кредитот од страна на кинеската Ексик банка која што ја заложи Црна Гора, а ја задржи со некој 2014 Ѓукановиќ кога го потпиша договорот, тој кошташе приближно 1 милијарда. И тоа они сака црногорската влада 2020 година побара автопатот да пошто една третина е само довршен, двете третини сака да бидат финансирани од Европа, меѓутоа Европа не им го одобри. Тоа Брисел постапи делумно рационално, делумно и може да направи грешка, бидејќи Црна Гора веќе е задужена повеќе од 80%. И тоа дефинитивно за држава која што е многу мала, за економија која што е многу мала, зависна од туризмот, е представува големо бреме. Самата иницијатива, мислам, Кина покушава да влијае и да дава секаде кредити и заеми, онаму каде што гледа дека западните кредитори, ММФ, Светска банка, Европска банка за поддршка и развој, прават свој виден вакуум простор. Да кажеме 2011 година кога се случи куп детатот во Египет, ниту еден западен кредитор немаше интерес и не кеше да го финансира Египет. Кина тогашка Ексим банка повторно влезе одлучно со инвестиција вредна во тоа време, ако не се лажам, некои 7 милијарди долари, план кој што ќе се реализира во наредни 10 години. Со купување на пристаништа, со градење на инфраструктура, тоа на нив им е многу потребно и тоа е една од главните цели на појасот и патот, иницијативата правење на трговски рути. Нив им требаат трговски рути, добра инфраструктура за брза и лесна трговија. И самата Кина е произведувач на сите работи кои се, нели, идеја на Западот се произведуваат во Кина бидејќи Апсолутно. Кина денеска произведува од часовници од AliExpress до носачи на авиони. Значи буквално све и свашта. Тоа не е онаа Кина од 80-тите, кога во Кенија да изреализира една пруга и треба 20 на години. Денеска Кина тоа го гради за година. Значи една капиталистичка земја која е ориентирана кон пазарот, кон создавање на богатство, но сепак авторитарна во своите... Апсолутно. Еден своеврсен идеолошки хибриден режим, не баре малку кажано, колку и да звучи тоа чудно. И близко до нас. Да, така е, да се нашалеме, меѓутоа, колку да звучи чудно, во Кина идеологијата малце се распрсна на сите страни, меѓутоа успешно функционира, дефинитивно. Појасот и патот е огромен проект кој што буквално не може да се опише, мислам, докторати се пишуваат на таа тема. Тоа го најавија 2013 година, треба да го финишираат 2049 година, кога ќе се поклопи 100 годишнината со Народна република Кина. Значи има символичко значење, не само што има... Апсолутно, азијатите се познати по тоа, да. Тоа има големо символичко значење и како што и во Давос изјави кинескиот председател и министер за надворешни работи дека 2049 година
ситуациите во светот ќе бидат доста поразлични, Значи алудираше имаме токму нова на светска број еден сила која нема да бидат Соединетите американски држави доколку вака се продолжи. Па, тоа е многу тешко да се предвиди. Меѓутоа, поентата на Си Џинпинг беше токму таа. Или 2050 ние сме повторно онаа кинеска цивилизација назад на... Ја би додал уште нешто околу оваа символика 100 години од основањето на Народна република Кина. Ја имам читано книгата 100 годишниот маратон од Майкл Филсбери. Значи тој бил амерички стаф мембер, значи дел од америчката амбасада во Пекинг долги години. И објави оваа книга пред 5-6 години, во која што он објавува дека собрал, значи, низа на документи, официјални документи од кинеските власти, во кои може да се увиди дека Кина има тајна стратегија како да ја претрка Америка и да стане број еден велесила во светот до 2049 година, значи точно 100 години од основањето на Народна република Кина. И планот според тие документи што он ги објавува е прво економски да се претрка Америка, до тогаш да се избегнува воен конфликт, бидејќи се свесни дека ќе го изгуба тој воен конфликт. И откако економски ќе ја претркаат Америка, тогашка целата нивна економска моќ да се насочи кон воено и политички претркување на Америка. До 2049 они треба на секое поле да се пред Америка. Значи секако вистинска политичка игра каде што доколку нели ова е само под услов Соединетите американски држави да не прават ништо, Европската унија, Русија да не прават ништо, други сили кои не треба да се потценат, но Кина сепак има план да завладее со светот. Затоа би сакал да се осврнам на една категорија која прочитав на интернет наречена должничко робство. Значи се вели дека Кина, кога односно ММФ и другите организации кои даваат долгови, имаат стрикни критериуми на кого ќе го дадат тој долг, односно дека не финансираат, ми се чини, не сум економист, но над 80%, ако е задолжена државата од своето БДП, тие не ги даваат тие заеми, односно ги даваат под строго определени услови. Сега, дали тоа должничко робство може да се прекаже, бидејќи многу луѓе во Македонија гледаме дека и самата левица во Македонија е на пораст и тие прокинески идеи, тие апологии на кинеската комунистичка партија што прави низ светот, се повеќе се оправдуваат и се повеќе растат. Како треба да се избори една држава и како треба да ги прикаже овие односи, односно да соработува нормално, треба да соработуваме со сите, но како да се прилагодиме тоа да го направиме безболно, без да западнеме во рамки на ова должничко робство со што ние би биле принудени да изгубиме нешто друго, бидејќи нема да можеме да вратиме одреден кредит, бидејќи во Црна Гора ми се чини дека се под закана да изгубат дали дел од автопатот, дали дел од пристаниште одредено. И како би го прикажале ова на македонската јавност, конкретно на македонската младина, каде левите идеи се крајно атрактивни? Така, западните кредитори факт е дека уживаат поголем меѓународен углед и се доста потранспарентни. Секако, меѓутоа имаат апсолутно поголеми критериуми на задолжување, давање кредити, финансирање, стрес тестови и многу други тестови кои што се користат за самото финансирање, поволни каматни стапки. Меѓутоа, во држави кои што они не се толку сигурни и каде што нека да ги вложат своите пари, Кина тука влетува. Токму како што го наведов и претходно примерот со Египет. Транспарентноста на кинезите дефинитивно не ужива некој голем углед. Имаше доста негативни критики за задолжувањата на Балканот, задолжувањата во Србија, задолжувањата во Црна Гора и одредени задолжувања на Западниот Балкан. Меѓутоа, секако дека и кинезите се доста предпазливи. Они даваат кредити, секако да, меѓутоа во тој случај си ги пазат и своите пари. Да, во значи стават гаранции дали тие пари ќе бидат вратени еден ден на еден или на друг начин. Така е. И да го земеме примерот со Шри-Ланка. Во 2020 година Шри-Ланка не можеше да ги отплати кредитите. И тогашка дојда представници од Кина и им кажа во ред, во тој случај ние ќе го земеме пристаништето во едно од најголемите пристаништа во Шри-Ланка, во главниот град, тоа што ќе го земеме ние на 99 годишна концесија. Примерот за Црна Гора е дека
неформални структури, од она што ги следев медиумите таму е дека представници од луѓе блиски до амбасадата ретерираат дека на пример во ред не може да ги сплатите кредитот, меѓутоа пристаништето у Баре баш убаво. Значи може да се нашалиме, да. Така да во случај или мислам дека Кина конкретно со следејќи ги работите и во Црна Гора, мислам дека кинезите ќе им понудат на црногорците репрограмирање на кредитот. Што тоа значи? ММФ кажа да не се започнува со другите две транши од автопатот, односно се започнат после 2023 година. Чинам дека кинеските представници ќе излезат со понуда за репрограмирање на кредитот. Меѓутоа во замена за тоа ќе ја намалат каматната стапка, ќе им го зголемат периодот на враќање на кредитот, може и дел ќе им опростат, ајде да кажеме. Меѓутоа сето тоа ќе дојде со цена политички интерес. Значи сега на некој начин ќе се добијат по поволни услови, но сепак политички проектот кој е планиран како автопат, која година рече дека е 2018-та? За подпишувањето мислам дека беше некаде 14-та, 2014-та нема да биде изграден најмалку 10 години од кога е започнат тој проект. Апсолутно, да, и кинезите тоа може да го играат, имајќи предвид дека Црна Гора веќе ги затвара поглавијата во преговорите со Европската унија, они ќе може апсолутно тоа да го искористат да се процес да се да и да ја бутнат макар не и Црна Гора, меѓутоа со многу блиски релации со Кина за понатака да делуваат. Значи во Црна Гора по-конкретно проектот е Бар Болјаре автопат, значи од црногорското крајбрежје до српската граница. Проблемот што е со кинескиве грантови и кредити е што тоа е како да земеме земја X, сака да гради одреден инфраструктурен проект и доаѓа Кина со огромен грант, државата X смета дека тоа е примамливо, дека со тие пари ќе го изгради тој инфраструктурен објект и после неколку години од кога ќе го земе кредитот сваќа дека тоа е едноставно преголем залак за неа и дека не може да го врати тој кредит и се одлучува кон земање на други кредити за да го врати првиот кредит. Се влегува тој циклус на ете така, значи таа е таа должничка замка или робство како што кажа ти. И тоа доведува да земјата стане презадолжена и можност да прогласи банкрот. Значи со банкрот државата престанува да ги исплаќа ратите на Кина, но за возврат Кина ја зима контролата над тој инфраструктурен објект. И сега во Црна Гора замислете да го земе Кина под своја собственост главниот автопат во државата и да ги зима сите приходи од патарините и така натаму, значи тоа е абсурд. Дори едно пристаниште што за мала морска земја е можеби единствен приход покрај туризмот, таа би успела да го ускради тоа право од државата бидејќи самата држава непланирано ги трошела тие средства. Така е, да. За Македонија по-конкретно, значи имавме два примери, значи првиот пример е за време на владењето на ВМРО ДПМН, кај што се склучија два договори, едниот беше Скопје Миладиновци и другиот беше Кичев Охрид да се градат со кинески кредит. Видовме како завршија тие сделки, значи имаше коруптивни скандали и така натаму. Сега еве пред некој ден читам СДСМ договара една делница од автопатот Градско Прилеп, значи тоа е преку Кавадарци, да го гради исто една кинеска компанија со кинески кредит. Значи Македонија продолжува со овие скандалозни дилови што ги прави со Кина на штета на интересите на сите граѓани на Република Македонија. И тоа е недозволено. По години од пандемијата, значи еве како што рече во претходната влада бил донесен договор за тие автопати, бил проследен со низа скандали како што е во многу од земјите на Балканот и Источна Европа. И сега конкретното бруто домашниот производ не знам колку е точно во тие години, но денеска како што прочитав наближува на 80%, односно на критично ниво. Сега како овие проекти кои како што го спомна последниот градско како беше? Градско Прилеп, како тоа би можело да има импликации врз Македонија од страна на овие сили кои го градат, може да се рече, бидејќи од ова што го споменавте влијанието на Кина како конкретна сила не е економско, бидејќи
тие придобивки од едно мало црногорско пристаниште за земја од 1,5 милиарда жители не представува никакво значајно зголемување на богатство, туку е одреден вид на продолжување на нивната стратегија. Како тоа би имало влијание во Македонија, дали тој авторитаризам кој обстојува таму би можел да се имплементира и овдека? Значи авторитаризмот не, но задолжувањето ќе продолжи да се зголемо. Еве гледаме за Кичев Охрид, значи таму за тој автопат склучивме 3 или 4 анекси. Значи од првобитниот износ од колку беше таму 300 милиони евра, сега веќе дојдовме до некоја бројка од 600 милиони евра за еден автопат од 25 км, што е како значи апсурд. Ние плаќаме превисока цена за еден автопат што не е ни до пола веќе изграден. Да не забораваме дека според копенхашките критериуми и другите критериуми што ги бара Европската унија, значи ние мора да одржуваме некое ниво на задолженост под 80%, како што кажете и самиот. По се изгледа ние ќе го надминеме тој праг и ќе ги загрозиме нашите позиции што ги имаме во моментов или што сме ги имале низ годините. Така да само си го отежнуваме патот кон ЕУ. Значи не само е отвореното бугарско прашање кое што го имаме, туку има и други проблеми кои би можеле да произлезат од овие сделки кои се донесуваат и сите политики кои се водат кон нашиот пат кон Европската унија. Така е, да, никој не сака презадолжена земја да прима во својот клуб. Така, па добро, задолжувањето во Македонија се големи, да, во последните неколку квартали, тоа е притиснато малку и од корона кризата. Да, ние се движиме некаде на кај 60% од бруто домашниот производ, кога збориме реално. Имаше предупредување од Народната банка и гувернерката тоа го потенцираше, дека треба да се биде предпазлив. Меѓутоа, во однос на кинеските работи во Македонија, кинеското кредитирање, Кина е присутна во Македонија преку одредени фирми, мислам сега да не ги именувам. Меѓутоа, чинам дека не е толку големо како што е во другите држави. Да, има одредено влијание. Кина е тука присутна секако и преку на културна дипломатија, давање на поволни стипендии за студирање, одредени соработки. Денеска имаме нашиот универзитет, има кинески центар во Скопје, што видите од политички аспект тие работи не се прелоши. Значи таква соработка не може да биде на одмет за една држава. Апсолутно. Мислам тоа го има секаде ни свет. Мислам има и во Америка, има во Велика Британија и во сите други држави. Културната дипломатија не е на одмет, апсолутно. Меѓутоа, околу заложувањето ние немаме некои преголеми кинески кредити, како што е случај во други држави во соседството, па и во целиот свет. Меѓутоа, треба да се биде доста предпазлив. Од аспект на реал политика треба некогаш да се нивелира, од аспект доколку се нуди, да кажеме, добра каматна стапка, доколку све биде она како што треба. Треба да се видат можностите, треба да се разгледат можностите, но сепак ја би ги преферирал западните кредитори. Така да, дефинитивно Македонија и во последната иницијатива што беше 17+1 која што се одржа, немавме ние некои преголеми кинески инвестиции, за разлика кинезите влегоа со 4 милиарди во Полска на последниот самит, во Србија влегоа со некои 2 милиарди долари. Во Македонија се уште нема огромни кинески инвестиции. Сега дали тоа е грешка на државната политика или сепак е акт на предпазливост, верувам дека не е, бидејќи како земја во развој нас не требаат странски директни инвестиции. Не сите кинески инвестиции се лоши инвестиции, апсолутно. Кинески инвестиции како што другите не се добри, тоа е. Така е, да, не сите инвестиции ние би требале веќе кога соработуваат сите, би требали ние да ги користиме тие можности за економска соработка, бидејќи факт е дека на Република Македонија и треба тоа, и од економска литература, мислам за кога стана збор конкретно за странските директни инвестиции, на некој одреден среден рок, да, странските директни инвестиции имаат многу големо влијание во подобрувањето на економијата, поготово на државите во развој, како што е нашата. Како што се осети и кај нас во време на претходната владеачка гарнитура, нели, кога се донесува голем број на странски инвестиции, се бележи напредок, но тогаш има една стагнација, може да се рече. Апсолутно, тотална стагнација и дефинитивно, еве, денеска може да го земеме конкретно и примерот на Србија.
примерот на Полска играат огромна позитивна улога, така да Македонија би требало да кокетира и да оствари некоја соработка повеќе со 17+1 иницијативата. Не верувам дека Кина би играла некое огромно политичко влијание овдека во Македонија. Мислам дека констелациите не се баш такви. Не е премногу присутна, меѓутоа сепак треба да се биде предпазни, бидејќи масовноста на проектот Појасот и патот, протирањето во Европа е навистина огромно. Значи ние денес како гледаме копнената рута, само видете, пошто Појасот и патот самиот како проект ќе се одвива по 3 главни копнени рути. Тоа е од Лианѓунг на кинеската обала па горе до Ротердам, од Пекинг до крајниот исток на Кина, на Русија, извинете. Од поморските главни рути од Јужно-Кинеското море до Персискиот залив, до Џибути, каде што денеска основаа база, мислам минатата година направија база, до пристаништата секаде во Европа, како што спомна Филип. Мислам, дефинитивно во годините што следат ќе очекуваме една кинеска експанзија и мислам дека неминовно и Македонија ќе биде цел на тоа. Сега кога ги спомнавме задолжувањата, кога спомнавме за една држава што може да се каже авторитарна и левица, каде што левицата е на власт, односно комунистичката партија, може да се каже дека тоа влијание нема да биде само економско, нема да биде на ниту еден начин и ќе продолжи се повеќе да се шири во другите држави. Сега кај нас, како што веќе напоменав, јас лично можам да констатирам, би сакал и вас да ве прашам, младите имаат многу позитивна перцепција за овие, како да кажам, тоталитарни режими, се цели кон цврста рака на власта, тоа сега доаѓа од турбулентното минато на Балканот, се цели кон поголеми јавни потрошувачки, што е за чудо, бидејќи бизнис секторот речиси да не е споменуван од страна на младите и не се цели кон тоа да се зголеми кај младите. Сега, која би била улогата на вас како идеолошки аналитички центар или како дел од граѓанскиот сектор да се спречи ова вртење на младите кон авторитарни режими, кон авторитарни облици на владење, како да се промовираат, како што рековте, ниски даноци, либерални економски политики за да се избегнат овие преголеми задолжувања, ниски државни потрошувачки и така натаму? Значи, ја би почнал со дефиницијата на конзерватизам, барем за мене. Значи, десничарска идеологија која се залага за намалување на државната интервенција во општеството и создавање на што е можно послободна економија. Значи, ние како конзерватив МК работиме од петни жили да го расшириме ова размислување во Македонија дека преголемата државна интервенција, субвенции за сите групи на граѓани, бесплатни одмори, бесплатни бањи, бесплатни не знам што е лошо. Тоа доаѓа од нас граѓаните, тоа не е дека државата ги плаќа, ние ги плаќаме сите тие програми. Но и самите програми ги демотивираат граѓаните да се обидат да создадат нешто така е свое. За да бидеш еден успешен предприемач во Македонија, треба да вложиш во себе. Сега, ако има високи даноци, ако има високи правни регулативи, ќе бидеш оневозможен да го направиш тоа што сакаш. Од друга страна, ако имаш ниски даноци и намалени правни регулативи, пример да дое некој странски инвеститор во Македонија, ако му требаат пример 2 дена за да основа фирма во Македонија и одма да почне да работи, тоа е одлично. Одма ќе има еден стимул на приватниот сектор. Работата на конзерватив МК е насочена кон промовирање на овие ниски или државни давачки, на ниски даноци, на послободна економија, полесни услови за започнување на бизнес. Мислам дека имавте едно такво истражување на вашата страница. Сега така, дефинитивно, примената за државите во развој, примената на центар десно економските политики, десните економски политики е видлива и со бројки. Мислам, тоа не е нешто што може секогаш да го префрлиме на идеолошка база. Земете Скандинавија во 70-тите. Скандинавија во 70-тите, сите скандинавски држави се уште капиталистички, да не се лажеме. Они применија буквално амерички капитализам, ако може така да го парафразирам под наводници хардкор капитализам, кој што дефинитивно вроди со голем плод. Ослободувањето на бизнисот, тргањето на државното бреме, тргањето на државната шепа од приватниот сектор,
дефинитивно влијае многу за подобрувањето на економскиот раст. Секако тука доаѓа пропратено со владењето на правото и сите други работи. Меѓутоа тоа ви е by the book како треба да зголемите државата. Значи сега вашата порака до младите би можел да, бидејќи треба да ја привршуваме уште малце емисијата, е дека овие работи кои ги споменувате владе едно мислење дека Скандинавија е социјалистичка и дека со зголемени јавни давачки, со социјални програми и слично, со обезбедување на таа социјална правда која оние зборуваат, кој уствари го демотивира работникот, би рекол јас, всушност се крие една лажна слика за тоа како се збогатиле овие земји, дека тие не се збогатиле со капитализмот, туку се збогатиле токму со овие програми, кои кај нас сметам дека не може да имаат никаква примена. Барем во овој момент. Апсолутно. Ние тука имаме и една стара оставштина од претходниот систем, со која што се доени генерации дека тоашка било све, дека цветале ружи, дека било најдобро, па зашто било најдобро пропаднало. Нешто што е најдобро, тоа не пропаѓа така лесно. Тука ние имаме таква култура едноставно. Иако ние сме по природа, македонското гласачко тело е релативно конзервативно, меѓутоа не кога станува збор на одговорностите. Пошто конзервативизмот на маса ги вади одговорностите. Да, ќе уживаш во бенефиции. Да, ќе уживаш во бенефиции, меѓутоа ајде да видиме докај се со твоите одговорности. Тука кога го спомнеме зборот одговорности, ние некако, ама знаете како, ние сакаме сите да бидеме некако на државна работа. Па нема такав просперитет. Така да дефинитивно конзерватив МК игра голема улога во проширувањето, да ги запознае луѓето малце повеќе со политичката идеологија. Секако не секоја политичка идеологија е 100% применлива. Секако дека во одредени делови добро е да се има државна интервенција. Во капиталистичките држави го има тоа. Меѓутоа, дека преку левичарски идеи, преку одзимање на фабрики и некои други идеи како што ги дава една сега актуелна нов политички стартап, се буквално враќање во минатото и се оган со кој што не би сакале да си играме. Значи би порачале дека тие леви идеи апсолутно не треба да се применат толку. Stay away from them. Одлично. Ја би сакал да додам уште нешто за македонско-кинеските односи. Значи да бидеме на чисто. Пред се треба да знаеме дека заложбите на Македонија се ЕУ и НАТО, односно евроинтеграциите. Но тоа не значи дека не треба да соработуваме со остатокот од светот, особено на економски план и особено со големите сили. Имавме такво едно истрачување пред скоро време од страна на МНР Бујар Османи, каде што без потреба излезе со еден твит на Твитер дека Македонија застанува на страната на Украина во конфликтот со Русија, за да неколку дена подоцна рускиот амбасадор каже во ред, онда ќе размислиме кога ќе ви ги пратиме вакцините. Значи, он доведе во прашање животи и здравјето на... се рече толку неважно за Македонија, се може да влијае врз здравјето општо. Ете така. Истото важи и за со Кина. Значи, треба да бидеме предпазливи и да ги земеме во обзир сите можни аспекти на одредена одлука пред истата да биде донесена. Апсолутно, само на кратко се додавам на Филип. Тука, например, он ги запусти земјоделците кои што извезуваат во Русија. Да не забораваме дека голем дел од нашите камиони беа едно време заглавени на границите. Апсолутно. Кина е наш огромен пазар. Ние почнуваме да извезуваме голем дел од нашите добри услуги во Кина. Значи треба се биде доста предпазлив кога станува збор за бизнис. Океј, за крај мораме да ја завршиме емисијата, ни истекува времето. Која е, Филип, твојата порака? Давид ја кажа својата порака, левите идеи, како што рече, не би функционирале во Македонија. Можам да речам дека јас го делам истото мислење. Што би порачал ти на младите во Македонија? Дали би повикал да се придржат на конзерватив, на кој начин би можеле да помогнат кон ширење на таа десна економски либерална мисла? Ја би порачал да веруваат во конзерватизмот, да се придржат на конзерватив МК. Најлесен начин е само да ја заследат Facebook страната, а доколку сакаат поактивно да се ангажираат, можат и слободно да не контактираат. И тоа би било тоа. Значи, ако сакаме да бидеме како Западот, треба да ги применуваме истите економски и политички политики како што ги применувале на Западот низ годините. Ти благодарам, Филип, ти благодарам, Давид. Тука го завршуваме ова прво издание на подкастот Имам идеја со мене Бојан Никовски.
Се гледаме следниот вторник во 18 часот. Задолжен за техничката реализација беше Горан Лазаровски. Техничката реализација е на Јане Јанков. Главен и одговорен уредник на Лидер FM е Љупчо Златев. Пријатно.